Сите, за мене е ова голема чест денеска да во својство на прв човек на градот потпишам договор за јавно-приватно партнерство со компанија, представник на компанија ICS LED системи од Република Чешка. Воедно се надевам дека она што е веќе подолг временски период предмет на договорот, а тоа е добивање на партнер за јавно-приватно партнерство за улично осветлување, ќе биде реализирано во целост од страна на нашиот партнер, кој што има своја черка фирма представништво во Република Македонија и веќе има имплементирано проект во нашата држава, се со единствена цел да дадеме подобра услуга на граѓаните во делот на јавното осветлување. Со овој потекст сметам дека нашата општина се приближи во делот на реализирање на стандардите на европско ниво, а воедно и општина Куманово се обидуваме да ја трансформираме во една модерна општина во европски дух. Денеска го подпишавте договорот, значи ли тоа дека од денеска и ќе стартува да управува новата фирма со јавното осветлување во градот? Согласно договорот, нашиот партнер има за обврска во следните 6 месеци да го имплементира проектот, да ги замени сите сијалични места со современи сијалици, LED, кои што ќе бидат интегрирано управувани и ќе бидат адаптилни да се имплементира и смарт проект во самиот град, што јас ќе бидам пресреќен доколку тоа се случи до предстојниот празник на градот 11 ноември. Разговаравме со партнерот, тој даде ветување дека ќе го даде својот максимум за да го имплементира целосното проект. До тој момент, значи, нашето јавно предпријатие за паркинг услуги ќе се грижи за јавното осветлување во градот, а паралелно ќе се имплементира проектот од нашиот партнер. Имаме ли приоритетни точки каде што ќе се започне да се работи или? Тоа се технички прашања, се ќе зависи значи од студијата која што е на сила, анализата, бидејќи сите производи кои што ќе се монтираат, сите светла ќе мора да ги исполнуваат сите европски стандарди во делот на осветлување на јавните прометни површини. Na start bych chtěl poděkovat a říct, že mě ctí, že můžeme dneska, že jsme to podepsali smlouvu s městem Kumanovo. На почетокот би сакал да се заблагодарам, да кажам дека ми е голема чест што имавме можност да го подпишеме договорот со општина Куманово. A dál zde můžeme v následujících 6 měsících investovat více než 4,5 milionu euro do nového veřejného osvětlení. И дека во следниот период, во следните 6 месеци ќе имаме можност да инвестираме повеќе од 4,5 милиони евра за подобрување на јавното осветлување. Chtěl bych říct, že toto rozhodně není náš první projekt. My jsme firma, která se tímto zabýváme víc než 8 let. Ова не е наш прв проект, ние сме фирма која што со ова се занимава веќе 8 години. Na veřejné osvětlení jsme jak prodávali, tak na PPP projekt dělali v Čechách, na Slovensku, v Řecku. Како фирма, освен тоа што сме продавале вакви производи, исто така сме имали јавни приватни партнерства во Република Чешка, Словачка и Грција. A samozřejmě 5 let zpátky poprvé v Makedonii jsme kompletně vyměnili veřejné osvětlení v městě Ohrid. А пред 5 години како фирма го сменивме целото јавно осветлување во општина Охрид. Dále jsme chtěli v Makedonii pokračovat, bohužel uběhlo 5 dlouhých let, než můžeme dělat další projekt. Сакавме да продолжиме со работа во Македонија, за жал поминаа 5 долги години. A teď jsme teda poprvé v tendru uspěli ve městě Kumanovo. А сега успеавме по втор пат, токму во градот Куманово. Já pevně doufám, že celé město bude spokojeno s naší prací a s našimi výrobky. Се надевам дека градот ќе биде задоволен од нашата работа и од нашите производи.
A doufám, že naše spolupráce nebude pouze na tomto končit, protože obecně se zabýváme úsporami energie a softwarovým řízením Smart City. Се надевам дека нашата сработка нема со ова да заврши, бидејќи исто така работиме и софтверски решенија, Smart Cities. A doufáme, že někdy v budoucnu budeme moct dále spolupracovat i na jiné bázi s městem Kumanovo. И се надеваме дека и во иднината можеме да соработуваме на други полиња со градот Kumanovo. Několikrát jsem Kumanovem projížděl, samozřejmě tady vede důležitá dálnice, ale zde na radnici jsem nebyl poprvé. На ова ниво првпат, секако дека преку Куманово поминува многу битен автопат, по кој сум поминал повеќе пати, но на ова ниво во самата општина по првпат. Да. Има ли можности да ни препорачате уште искуство што го имате во вашата земја тука во Куманово за вакво партнерство или можеби за отварање на бизнис во Если екзистуе ине можности, аби се в Куманове отеврело далши такове партнерстви, небо в иних оборах, аби komunikovala, možná nějaký biznis, aby se tady otevřelo? Jistě, že tyto možnosti vždycky existují a záleží samozřejmě, jak dopadne realizace tohoto prvního projektu, protože je referenční, ať už je to obchodní případ, který by se realizoval klasickou formou nebo formou PPF, tak to vždycky bude podpora z naší strany a věříme, že se bude spolupráce s firmou úspěšně dá rozvíjet. Секако дека ова ќе биде прв проект кој што ќе биде реализиран тука на ова ниво на јавно-приватно партнерство, но ние како амбасада би го поддржале секој друг проект без разлика дали ќе се реализира како јавно-приватно партнерство или како приватен бизнис. И секако дека ова би бил добар почеток за да се приложи понатаму со нешто друго. A samozřejmě my jako České lesnictví poskytneme všechno možnou podporu, aby tento projekt vypadal dobře a byl referenčním projektem pro další rozvoj obchodních vztahů. И ние како чешка амбасада ќе се потрудиме да направиме се овој проект да биде навистина проект за добра референца за понатаму и за засилување и за подобрување на нашите трговски односи.